из българските затвори во времето на социализма, на така наречения Тодор Живковски социализъм. После затвора ние македонците мислихме, кога дойде управлението во 89-та година в България, на минатия век, ние мислихме, македонците, и за нас дойде демократията, дека в България ки признаат македонско малцинство. Но горчиво сме се лагали. Ние искахме да дойде, да се врати времето, кога во Пиринския дел на Македония се изучуваше македонски език в училищата. Имаше македонски театър в Благоевград, книжарници македонски. Но след това остана една празна химера и ние во началото на 90-та година вече македонците во Пиринския дел на Македония, които бехме лежали по затвори, бехме направили няколко организации македонски. Во Микрово беше формирано македонска организация Илинден. И аз и Йордан Костадинов бехме во македонците лежали из затворите на България, отделна секция. Имаше една друго по поречието на река Струма организирани, и на 14 април 90-та година во дома на Вихрин Запрев в Сандански се събрахме 36 организатори на разните движения, македонски организации, и решихме да направим една обща организация, която да защитава централно нашите, да изберем ръководство и така да кренат работите се по-организирано, за да докажем дека во България нас, македонците, не има, посебно в Пиринския дел на Македония. Тука ли сте? Азър ли сте? Азър сме. Иде началника. Ай, добър ден. Здраво. Здравей, брате. И аз съм Страшко Милошевски. И аз знаеш сигурно кой съм. Знам кой, кажа ми тихо. Кажа ми тихо и драго ми е, що се видиме. И аз не помня да те знам, да ти кажа. Ти си бил от нашия край там. Па, не сум от вашиот крај, меѓутоа од нашиот, сите сме од исти крај. От Македония. Сите сме од Македонија, тоа е, сите сме македонци. Аз па тук се чувствам много добре, се съм у сърцето на Македония. Апсолутно. Най-големото за мен македонче овде. Во домот на еден голем македонец и патриот. Да. Ете, тоа е. И се гордеам што го имам за другари, пријател и колега и соработник и така да... Јас сам се радувам. Многу ми значи. Кон Србија, кон Грција, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, добар албанец, но не и добар македонец. Да, слушай. Ке тргне и српската, ке тргне и грчката, а ке тргнат и авраушките вегови да касаат од животно дело на Македонија. До кога, браќа? До кога делби? До кога вражби? До кога ВМРО такво, ВМРО онакво? До кога социјалисти, антихристи, сарафисти и делцевисти? До кога? До кога, браќа, ще не дела? Зарем остана? Зарем остана? Зарем остана уште за делење? Прашувам. Why? Pourquoi? Защо? Вару! Перке? Зашто? Why? Почему? Почему?
Тоа сум јас толе. И у Бугарија тоа. Дека одам тоа па тоа. Ето, тоа го е. Супер. Ај се ведите. Супер. Ете, што да ти кажам, браце? Мојата почит. И мојата кон тебе. За Ljupчо Преска, ја кога спомнав у тоа време, меѓутоа, таа еуфорија, таа, да речеме, желба за самостојна Македонија не водеше. Младо момче, лидер, поведе народ 200.000, народ поведе човеко на 24 години. Ljupчо. Да, А така што е. направи после? Тоа е после друга работа. Друга е. Не, тоа после ја не сум одговорен за таа работа. Аз не говоря. Да. Тој плю на себе си. Да, а јас останав доследен на идеите начални на ВМРО ДПМН до ден денешен. Да. Но А кој е плюнал, ќе биде плюнат. јас тогаш на двајцата, на Драган Богдански Ljupчо викам, ако и вашето ВМРО е како бугарското ВМРО, ВМРО СМД, Така. и вас да ве нема. И вас да ве нема. Јавно во очите им кажа. Не може, викам, какво е ВМРО да оди да подпише со Иван Костов дека не се интересира за луѓе кои не се граѓани на Република Македонија. И ние македонците отпирено може не да сме граѓани. Така се откажа, тогаш се откажа од македонците во другите И држави. што? Това ли? Се откажа од знамето. И аз за това им викам. И вас да ве нема, ако сте като онова пример. Нас живота ни отиде по бугарските затвори, по лагери, по канцлагери, бој, се во името на една велика идеја, за која загина толкова много прекрасни. Точно така. Точно така. Един остана в Шпанија. Ние двајцата, јас од Долни Дъбник, Гоце Терзиев се казваше, се вратихме, одехме за Германија, не дават работа, викам, ки си бегам. Викам, додек не вратите, не искам, ја да не штрекувам. Това не е Германија, вие тука. Знаете, тука ќе јадете къде си е балон. И што да правиме, и аз викам, дајте да се вратиме. И добре, и документи подготвиме, там 10-12 дена и се вратиме за нова година, си дојдохме во Бугарија. Оти ке минам преку Македонија, самиот Бог, так печат на Македонија. За благодатта Божја дадена на црквите македонски, дадена на црквите македонски, македонски, македонец, Македонија, кој ми идентитет запишан од самиот Бог, Отец во живото слово. Слава ти, Татко Небесен, што си ги возлюбил македонците. Се избра ръководство и от 36 души предложи се там да се избере председател, заместник председател, благайник и координатор. Два предлога имаше за председател, тоа е на Стоян Георгиев и на Йордан Костадинов Иванов. От 36-30 души гласа аз да бъда председател, за Йордан само 4 души. И той може би останал обиден дека той е по-стар от мене
6 години и може би искаше той да е председател, но луѓите решават, колектива е. И аз бех избран и во ова време, 90-та година, во месец мај, аз добих покана да дојда в Скопје и од тука заминахме за Копенхаген, за конференција за безбедност на Европа. И тамо аз и Христос Сидоропулос од Грција защитавахме правата на македонците аз во Бугарија, а тој во Грција. Кога си дојдох од Копенхаген, останах околу 2 месеца овде во Скопје и тук тогаш пишувах книгата Македонија на Це. Во Охрид Анти Поповски и Гане Тодоровски ме видоа и кажа на техниот координатор на МАК за Охрид, Ристо Коцо, да обезбеде за мене и жена ми престој там во одморалиште за сметка на МАК, нели? И аз тогава во Охрид започнах мојата книга да ја пишувам. Една част во Епинал бех този Илија Везелк, тогава Стојанов Илија Са, кој се наоѓа горе во Охрид, нели, там има продавница на Свети Наум. На негови трошкови бех во Епинал 5 дена, после дојдох во Скопје в овој хотел на влезо на Скопје. И тука малку и за тоа време напишах кратката моја книга Македонија на Це, која се одразува борбата и посебно мојот живот како македонски борец за правата на македонците во Бугарија. После, во ова време, кога бех тука еден ден, бехме со Мирослав Спировски, тој беше новинар во Нова Македонија, и таму во неговата канцеларија најдох жената на Јордан Костадинов и онија Красимир Илиев. Овој Красимир Илиев кој нас македонците не нарече дека сме били српски мекерета, омолинден. И мен ме вознемириха ме думите на жената на Јордан. Кажа дека јас сум овде си гледам кефо, не се интересирам за Македонија. Аз такво нешто не сум очекувал од жената на Јордан. И мисля дека тоа многу ме иритира, а аз бех дошол овде да склучим договор заедно со Панде Маноилов, новинар беше тогаш во Битолски вестник, и сега е член на писателя на Македонија. А јас рекох дека не одам на добро работата во Пиринско и викам, јас може и да не склучим договор за книгата ми, ама јас ке се вратам во Петеш. А Панде велеше така, остани една неделја тук, треба да подпишем договор со директора на Нова Македонија, книгата да излезе. Не ја викам. Иш да не излезе, јас искам да видам што става во Пирино. Собрах си багажите и веднак за Петрич. Кога стигнах на граничниот пункт на Ново село Златарево, таму ми зедал пасо за проверка и не ми го вратија. Цели 15 месеци на мене не ми дава пасош. Јас одех и при Желю Желев, и при Данов, министр на внатрешните работи во Бугарија, да ми дадат пасош. Незаконски ми беше одзет, но не дават. Одех при Кацарски, беше директор на полиција во Благоевград. Викам, зашто? Ние сме преценили така, ако зашто ми одзедал пасош? Тој вика, ние сме преценили, ти си опасен за
безбедността на Бугарија. И што е опасното? Ако мисли, че не е правилно, жали се. Што да се жаля на бугарски съд да ти дадат пасош? Аз викам, никога, цел живот да не видя пасош, няма да се жали на бугарски съд. А до тогаш аз бех лежал вече 2 присъди по 4 години затвор в Бугарија, в София и в Стара Загора. Първия път чуках камени на една кариера, там заградена с отделни кучета, граничарски, с автомати не пазя, работихме. А втория път в затвора. И не плакя нищо. Та без пари работихме. И викам аз на Кацарски, що има опасно? И после време казаха дека ки го дадат. Аз викам, се обаждам на овој Кацарски. Кога да дойде да си го взема пасош? Ти не искаш ли да дойдем у Петрич да ти го донесеме? Вика, подписали споразумение с началника на МВР Петрич, там, Леонов. Какво споразумение? Дека не сте за отцепуване на Пиринска Македония от Бугария. Това не е заложено в нашия устав. Викам, ние не сме. Ние сме за Европа, Балкан и Балкан без граници. Не сакаме ти първа да турме граници ни на Златарево, ни на Кулата, да биде Европа и Балкан. И ето ни за нас Македония. И после ми го дадал, а началника на полиция в Петрич, Коста Михалчев, викаше, Стояне, ти Македония ки я гледа само на картата. Това са 15 месеци и аз се иритиран. Защо така постъпват со мене? Кренах от село на село, от град на град. От това село вече, от другото село, от третото. За 15 месеца направих организации в 34 населени места. А беше много, хората се плаша да не ги изгонят от работа на децата. Некои вика, ки ви отнемем пенсиите, няма да ви дават на старите луги. Не смеят хората. Много, толкова години, толкова ужас насаждан от бугарските власти за тая Македония. Бугария искат Македония, ама без македонци. Бугари. И денес истата приказ не имат. Бугарите са слуги на гръците. И за мен най-големия враг на Македония са бугарите. Правителството, политиката ще я вода това спрямо Македония. Гръко оспорва античния характер на денешните македонци. Но бугарите денешният отричат. Викат, вие не сте македонци, вие сте бугари. И кой на мене ки каже, ти не си македонец, а си бугари. Как? Со цената на шо? Целият живот ми е посветен на тая наша Македония. Живота ми уйде и деца, и всичко, що имах дадох за тая Македония и никой не може да ми каже дека си бургар или грък или такова. Това е заложено от дедо ми, от прадедо ми. Сите са се борили. И на майка ми, таткото, лежала 5 години во Једикулев Солон, како учесник во Илиндијанското восстание. Бил е осуден на 15 години строг тъмничен затвор, но от 903 до 908 лежи, а тогава има ИРД от султана издадено, ги помило от 908 година. А на татко ми дедо му е убил па турци, това съм го кажал много пъти. Убил е троица турци за това дека негов приятел прави сватба, а турците взимат циганите там, свиркарите да им правят мане во кръчмата. И той отива, взима пиштовете, пак, страка ги и кара музиката на приятел му. Майката, кога научила шо става, кажал, сине, беги от тука, и вика, край, нема, и нас и тепки не изпи месечината. И той тогаш от сестра на Богородица, овој село македонско огражден,
Той се дигал и до Петрич, бил малка насала. Това е kao 1890 година. Още тогаш, кога са формирали во Солун, ВМРО, на Хаджи Николов, Даме Груев и така, 6-7 души македонци правят второто основете на македонската организация, която само за 10 дена организира македонците от цяла Македония и се дигна славното македонско или индийско въстание. Ето това е историята. Моите деди са участници в още от минатото и аз не мога да бъда. Кога днес, как ми каже Каракачанов или Божидар Димитров, българин си. Какво българин? Овој Каракачанов го срещам, аз се оженим, Бог да го прости, пред 2 години се замина от овој свет. И се срещаме во един български град горе, от София нагоре, на една бензинска пумпа, и аз прашам Пато за Илин Пилин, и тогаш ме виде Каракачанов и вика: "О, воевода, що правиш тук?" Викам: "Типа, що правиш?" Викам, верно ли Иван Костов ти предложил да си министър на външните работи? Да, вика. Да. Ти, вика, Стояне, от днес си дойде при нас да станеш един добър българин. Аз викам, вака. Един добър македонец никогаш не е станал българин. Македония ми в сърцето и аз за цял живот си остал македонец. Македония е една сияйна зора. И аз се виждам обвиненията.